Ученици, утрешниот ден е неработен ден. Ние празнуваме празник, голем празник. Чиј празник празнуваме утре? Јаничка? Ние утре го празнуваме празникот на Свети Климент Охридски. Одлично. Што знаеме за него? Филипче? Знаеме за него дека упростил глаголицата и ја нарекол кирилица. Така, во чест на својот учител Свети Кирил. Ученици, Свети Климент Охридски е патрон или заштитник на... Тамарче? Тој е заштитник на нашето образование. Одлично, одлично. Јас вам ви припремив убава кратка презентација. Хајде заеднички да ја погледаме и да го прошириме нашето знаење за тоа кој бил Свети Климент Охридски. Кој бил Свети Климент Охридски? Свети Климент Охридски бил ученик на светите браќа Свети Кирил и Методи. Нели тој податок нам ни е познат? Дечиња тој еден од првите средновековни словенски светци, научник, писател и просветител на словените. Дечиња, тој еден од најстакнатите ученици на Свети Кирил и Методи, што заедно се поврзуваат со создавање на глаголско и кирилично писмо. Дечиња, тој е основач на Охридската книжевна школа, или таа е позната како прв словенски универзитет на Балканот, од кој произлегле 3500 ученици. Дечиња, дали ова црква вам ви е позната? Да. Каде се наоѓа таа? Црква се наоѓа во градот Охрид. Во градот Охрид. Дали сте ја посетиле? Да. Така. Дечиња, Свети Климент Охридски се почитува како заштитник на Македонија, на градот Охрид и на Македонската православна црква. Така, најстариот досега познат лик на Свети Климент, дечиња, се наоѓа во црквата Свети Софија во Охрид. Во Охрид. Дечиња, Свети Климент потекнува, ако сакаме, значи, да побареме податоци за животот на Свети Климент Охридски, од она, нели, што науката и славистиката го сознале, ќе дознаеме дека тој потекнува од Струмичко, Брегалничката област, каде управувал и Свети Методи. Но во науката постојат и други докази дека тој се познавал, нели, многу рано со Свети Методи и од тука може да се предпостави дека Свети Климент потекнува и од истиот град од каде што потекнуваат и светите браќа, а тоа е градот Солун. Дечиња, Свети Климент многу пишувал. Напишал околу 50 дела, од кои само на 15 се подпишал. Сите ги оставил во манастирот Свети Пантелемон на Плаушник, што го изградил самиот тој. Дечиња, тој пишувал поучни, пофални слова. Тој бил многу близок со народот. Дечиња, умрел на 26 јуни 916 година и е погребан во својот манастир во гробот што самиот си го подготвил. Дечиња, дали може би некој се поклонил на неговиот гроб во црквата Свети Климент Охридски на Блаушник? Да. Да? И како изгледа тој? Тој изгледа во стакло. Така, во стаклен сандак. Одлично. Одлично. Дечиња, црквата Свети Пантелемон на Плаушник во градот Охрид, треба да знаеме дека и денес е жив споменик на неговата книжевна школа која формира нашиот Свети Климент. Како што реков, таму се положени неговите мошти и дека тој е основач на Охридската книжевна школа. Дечиња, дали ви се допадна ова кратка презентација? Да. Дали го збогативме сега нашето знаење за Свети Климент со нови информации? Да. Ќе бидеме за секогаш благодарни. Ти